Како и секој млад човек, така и 22 годишниот Томе Киријас од Битола сака подобра иднина за себе и за своето семејство. Тој живее со својата мајка и помалата сестра. Неговото образование финансиски го исцрпел ова семејство кое месечно преживува со 9000 денари. Со овие пари Томе треба да го плати и лекувањето на својата мајка која е во болница. Тој е дипломиран програмер, пред извесен период се вработил. Сака да собере пари за да ја поправи старата куќа која протекува од сите страни. Значи, дипломирав со добар просек. Јас имав стипендијата информатичката што од владата, таа беше по 6000 месечно, мислам. Тоа заборав да го кажам, јас давав дома од стипендијата, од парите за нешто за сметки, за такви работи. Моментално, значи, јас сум вработен. Почнав да работам 1-2 недели во фирма IT компанија, како програмер. Значи, друго, социјална помош ништо не примавме до сега. Само моментално само со пензијата од мајка ми сме зема 9000 денари. Само неја ни ја имаме моментално. Сега си вработен, меѓутоа претходно како сте преживувале со 9000 денари? Стигале ли пари? Па не баш 9000, само за основните, за сметките и нешто за јадење. Има и преку донации некогаш има тука што идат донации од црквата, од народната куња. Преку недела еднаш 2 пати земавме. А други работи кои ви биле потребни, а не сте можеле да се ги приуштите? Па да се среди дома, зидовите, таваните, надвор, во дворот. Бойлерот ни е расипан моментално. Топлиме вода на шпаретот. Ја споменавте претходно и вашата мајка, моментално каде се наоѓа? Мајка ми е моментално во болница, имаше некои проблеми со бубрезите и за таму ќе треба пари да се носат, работи едно друго. Ајде да искажам благодарност до сите досега што ни имаат помогнато. Па и некогаш и јас да имам, да можам да помагам на други. Еден ТВ и Тинекс ја продолжуваат својата хуманитарна акција. Со ваучерот од 10.000 денари Томе ќе може да си купи производи кои му се неопходни во маркетите на Тинекс. Тој се заблагодари за овој хуман гест, ни испрати со надеж дека со новата работа ќе собере доволно пари за да ја обнови куќата и да живее достоинствено, како што посакува секој човек.